Моето интересирање за музицирање на инструментот армоника започна одамна. Уште кога бев дете, односно ученик од пето оделение. Имено тогаш во Скопје постоеше еден дуќан, една продавница за музички инструменти на книгоиздателството, книжарското предпријатие Кочорацин. Таа продавница се наоѓаше во центарот на Скопје, кај денешен Пелистер. И кога ќе поминевме тука со родителите, или на прошетка низ градот за некакви потреби, секогаш подзастанував тука и ги гледав инструментите. Понатаму тоа интересирање се прошири и кога се случуваа свадби. Именно уште додека живеевме во поранешното мало, под улица Водњанска, на улица 274. Нели, кога ќе се случуваа свадби, како деца се интересиравме, гледавме. Што се сеќавам, имав голем интерес, многу ми беше чудно како се создаваат звуците, нели, како се прави мелодијата, песната, како на тоа сето луѓето играат, се веселат и така. Меѓутоа поминуваше време и интересирањето си постоеше, нели? Меѓутоа немаше веднаш можност човек да се доближи до инструментот, нели? Па плюс и мало дете тогаш. Меѓутоа сепак релативно брзо се случи да добијам инструмент. Тоа беше вака гледано од денешен аспект малку чудно и вака малку и неверојатно. Значи, некаде во пето оделение се случи ете во тоа време да се сретне еден оглас, дали во весник или некаде на некое соопштение имаше на некој електричен столб напишано на ливче, како што е вообичаено, нели? Или на бандера, како што велиме скопски, оглас за давање часови по армоника. И моите родители ми дозволија да отидам на местото да го прашам тој што даваше часови. Тоа беше таму во една зграда на улица Партизанска до универзална сала, денешна универзална сала. За тоа време тоа беше многу далеку за мене, нели мало дете од пето оделение, меѓутоа се виде дека не можем да добивам часови затоа што требаше инструмент да се има и така. И јас започнав, нели, со моите атаци или напади на родителите, нели, во смисла на тоа да ми купат инструмент и така натаму. Помина таа година, помина уште една, дојдов до шесто оделение и се случи еден соученик, мој врсник, што живееше тука неколку куќи блиску до нашата, на улица Партенија Зогревски, број 28, нели, до нашата куќа, блиску, да има инструмент, да добија инструмент од татко му, ама да нема интерес. И така, со негова помош, поднаучив малку нешто и некако му фати умот на татко ми дека може да биде армоникаш од мене. И за чудо, кога бев веќе седмо оделение, во ноември месец 62 година, токму кога беа поплавите, во Скопје јас добив инструмент, армоника. Бидејќи татко ми работеше во книжарско предпријатие Култура, а тие пак продаваа и вакви инструменти, и јас добив армоника. И од тогаш почнав да свиркам, да се учам и така лека полека поднаучив. Значи, ова модерно што се вели денеска со само евалуација, значи самоук музичар. И сега
нема да речам ни ден денеска, ни сега, дека сум некој голем инструменталист, голем мајстор на свирење, до толку повеќе што веќе 30 и неколку години не свирам активно. Малку да се вратам поназад. Значи, со тој инструмент, татко ми што ми го купи, свиркавме по дома и по други места, дури се правеа и некои веселби, например во некои преспански села се правеа така, да речеме, забави или селски забави во неделите, кога сме се наоѓале таму, нели, на престој. Тоа го правев со мојот брат Блаже. Тој свиреше или практицираше на тарабука, јас на хармониката и се правеа така интересни некои веселби. Тоа ми даваше поттик да свирам и понатаму, да се интересирам и понатаму, значи и покрај другите мои активности, го правевме и тоа, се до мај 1982 година, кога го набавив овој инструмент, армоника Далапе, рачна изработка од Белград. На еден ден од мај 1982 година отидовме со мојот брат Блаже да го платиме и да го купиме и да го донесеме инструментот дома во Скопје. Тоа го направивме и од тогаш почнав едно 10 години активно да свирам. Имено се случи да одам во некои културно-уметнички друштва, да станам член на оркестарот и да се занимавам малку посериозно. Уште во таа година станав член прво на едно мало, така неформално друштво, Тешкото се викаше, и во таа 1982 година, како што реков, свирев во друштвото Тешкото. Чинам дека беше тоа мое свирење некаде до октомври месец. Меѓутоа, уште во август истата година започнав да музицирам, односно станав член на културно-уметничкото друштво Коста Абрашевиќ. Значи, започнав да музицирам таму. Станав член на оркестарот и тоа траеше до крајот на таа година и идната некаде до септември-октомври. Добро беше таму, многу се работеше и јас извежбав многу од програмата, дури и успеав да се докажам толку што ме зедоа и на турнеја во Франција, а гостувавме и во околниве места, Врање, Качаник и на други места. Ако не грешам, во исто време, не беше во исто време. Не знам точно кога станав член на културно-уметничкото друштво Григор Паличев. Се сеќавам само дека штом веќе почнав вака да свирам, да музицирам во овие културно-уметнички друштва, се случуваше долго време, година и пол, секој ден да се настапува, да се оди по проби. Вред, заврши моето музицирање во Коста Абрашевиќ заврши идната година некаде септември, август или
на самиот почеток на септември 1983 година. Тогаш веќе бев и член на културно-уметничкото друштво Григор Прличев од Ѓорче и иако беше далеку, таму останав најдолго. Таму завршив со моето музицирање, односно завршив како член на оркестарот некаде во декември 90-та година. Ако не беше и 91-та, ама се мислам дека беше 90-та. На крајот ми дадоа на диплома, пофалница или така нешто и така заврши. Јас самиот се откажав поради презафатеност пред се. Бев многу зафатен со моите други активности, нели, сликањето, цртањето, анимацијата и плюс, нели, работниот ангажман што го имав во Институтот за македонски јазик и така тоа некако лека по лека заврши. И таму во тоа друштво, културно-уметничко друштво, значи Григор Прличев, добро си поминав и таму се работеше многу, имаше многу интензивни настапи, проби, напор голем. Меѓутоа во тоа време, нели, помлад бев, некако се туркаше, се работеше тоа, се музицираше, имаше многу настапи, имаше гостувања по странство, по Полска, Чешка, Германија, Словенија, Србија, не знам, Жилина, не знам, Вроцлав, не знам, Германија таму, Хам, како се вика некои градчиња. Овде, низ Југославија, Македонија, Врање и така. И заврши тоа мое музицирање, и како што реков, веќе не свирев од декември некаде или почеток на 91-та, декември 90-та година и тоа беше. Сега свирам само за домашни потреби. Ова го снимив на 10 јуни, сабота, 2023 година. Во врска со моето искажување за музицирањето на армоника, во кое што се спомнува заедничкото одење мое и на мојот брат Блаже во Белград, за да ја купиме армониката, за да не излезе некое недоразбирање, некојаш кој ќе не можам да објаснувам, сакам да кажам дека тогаш во 1982 година отидовме со брат ми во Белград да ја купиме армониката, меѓутоа јас ја платив. Тоде Блажевски, значи. Јас Тоде Блажевски ја платив и таа си е моја армоника. Ни тогаш, ни никогаш мојот брат Блаже не спомна и не рекол дека заеднички сме ја платили и дека тој е собственик и така натаму. Значи, како што реков, ова го кажувам за да нема недоразбирање во некоја прилика. Армониката е моја, ја користам и ја свирам 41 година и јас сум собственик.